Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова телма амбуланта. Во фокусот на денешната емисија ќе биде здравјето на белите дробови, орган што страда од различни причини. Што е тоа хронична обструктивна белодробна болест, односно ХОБ? На каков начин се разликува од астма? Колкав дел од пациентите со ХОБ се пушачи? На каков начин се диагностицира и лекува оваа болест, ќе ја запрашаме асистент доктор Ангела Дебрешлиоска, пулмоалерголог од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Разговорот следува како и вообичаено по рекламниот блок, а ќе имате можност во вториот дел на емисијата и вие да се вклучите со ваши прашања во програма. Се гледаме набрзо. Што е тоа хронична обструктивна белодробна болест? На каков начин се разликува од астмата? Тешко ли е да се издиагностицира? Може ли да се излекува? Имаме бројни прашања што ќе ги поставиме на асистент доктор Ангела Дебрешлиоска, пулмоалерголог од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија. Докторке, добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Воздухот во повеќето градови и населени места во Македонија е исклучително загаден, особено за време на грејната сезона, кога надворешните температури се малку пониски. Па какво е здравјето на белите дробови на нашето население? Имаат ли пулмолозите полни раце работа? Ова е интересно провокативно прашање како за почеток. Ако треба со еден збор да кажеме какво е здравјето или каква е состојбата на нашите бели дробови, би можеле да кажеме оптеретен. Имено работат со полна парија над својата норма поради големиот притисок кој што го имаме врз нив. Основната улога на белите дробови, знаеме, е дишењето. Значи, ние вдишуваме воздух, од него го користиме кислородот, го исфрламе јаглен диоксидот. Покрај дишењето, белите дробови имаат и бројни други функции, значи прочистување, имаат функција во регулирање на киселоста на организмот, имаат понатаму метаболна функција во лачење, преработка на некои хормони и така натаму. Значи, една многу комплексна функција која што може да ја извршуваат само доколку сите нејзини состојби се во рамнотежа. Со воздухот кој што го вдишуваме, за жал, нели, тој може да биде помалку или повеќе оптеретен со многу честички, кои што може да бидат различни цврсти честички, може да бидат токсини, може да бидат патогени. Така да сега белите дробови имаат работа да го филтрираат и да го прочистат. Значи, тие секако имаат своји механизми на одбрана. Значи, прво филтрирање и прочистување на тој воздух, загревање, навлажнување, кондиционирање на тој воздух. Механизмите на одбрана се бројни, почнувајќи од трепките во носот. Понатаму целиот респираторен епител, значи долж целите дишни патишта е покриен со нежни влакненца, така наречени цили, кои што постојано треперат и тие практично частичките кои што успеале да влезат ги враќаат назад. Значи тоа е еден така наречен мукоцилиарен лифт, ги враќаат частичките наназад. Понатаму го имаме тука рефлексот на кашлица, рефлексот на кивање, кои што исто така служат да доколку влезе нека частичка на која што не е местото таму да ја исфрлиме. Но при големо оптеретување со разни загадувачи во воздухот, тогаш тие одбрамбени механизми се заситуваат, односно не постигнуваат и тогаш практично им дозволуваат на штетните честички да влезат подлабоко во белите дробови, во најмалите дишни патишта, дел од нив да влезат во кревотокот и тоа е моментот кога се нарушува таа рамнотежа, хомеостаза и тоа е моментот кога настануваат болестите. Значи, навистина се оптоварени нашите бели дробови. Затоа почнав со тој збор. Така, навистина се оптоварени, бидејќи не е едноставно да се живее во исклучително во енормно загадена средина. А постои ли начин, има ли некаков инструмент со кој што може да го процените здравјето на белите дробови во текот на животот на човекот? Тоа е практично нашата работа. Значи, морам да кажам дека првиот инструмент во проценката на здравјето на белите дробови е самата индивидуа. Значи, ништо нема да можеме да завршиме доколку индивидуата не ги забележи своите симптоми, своите први симптоми. Значи, појавата на кашлица, појавата на отежнато дишење, на замор прво при движење, појавата на некои други симптоми, па како болка во градите и слично, е првиот сигнал кој што треба да даде до знаење дека треба да се посети лекар.
Понатаму ние лекарите имаме низа на инструменти со кои што ќе процениме. Прво, морфолошките, структурните промени на белите дробови, тоа го правиме со методите за визуализација. На прво место е рентгенот на белите дробови, за подетално снимање компјутерот на белите дробови. Понатаму имаме низа на методи со кои што правиме функционална проценка на функцијата на белите дробови. Тоа е на прво место спирометријата, која што сум сигурна дека ќе ја спомнеме повеќе пати денеска и можеби и треба, за да го потенцираме нејзиното значење во дијагностиката на белодробните болести. И на систематските прегледи многу често има преглед со спирометрија. Апсолутно. Кога се дува всушност, може да објасните како изгледа тој преглед? Како изгледа спирометрија? Значи, во основа се работи за еден апарат кој што ги мери волумените и протоците, значи го мери протокот на воздух. Значи, има наусник, кој што пациентот го става во уста и пациентот се тера. Прво имаме почетна фаза на мирно дишање, значи вдишување и издишување, потоа правиме форсиран експираторен маневар. Имено, на максимално земен воздух, пациентот максимално и форсирано издишува. Апаратот ги мери тие вредности со тоа што ги добиваме параметрите кои што ги добиваме, самите апарати имаат софтвер и ги споредуваат со една база на податоци кои што се направени кај мноштво на здрави индивидуи кои што ги имаат тие карактеристики. И на основ на тоа добиваме резултат. Кои параметри ни ги покажува практично спирометријата? Ни го покажува дишниот волумен, така, волуменот на нормално вдишување и издишување, ни го покажува максималниот белодробен капацитет при максимално вдишување и максималната брзина на издишување. При нарушување на дишните патишта, постоење на содржина внатре, дали е тоа почнувајќи од страно тело, анатомска промена, воспаление, обструкција, стеснување на дишните патишта, значи при нарушување на дишниот пат, негово стеснување од било каква причина, тој форсиран проток практично се намалува и тоа ни е на нас параметарот кој што ни покажува дека проблемот е обструкција во дишниот пат. Докторке, а доколку некој е во лоша кондиција, физичка, ќе има ли проблем на овој преглед? Може ли да покаже прегледот некои нарушени резултати? Значи, апсолутно бидејќи на процесот на дишење влијаат не само белите дробови, туку влијае и градбата, влијае и снагата на респираторната мускулатура, влијае комплијансата на белите дробови и повеќе фактори. Меѓутоа, генерално, затоа ви кажав, затоа имаме референца од здрави индивидуи со истите карактеристики. Например, вашиот респираторен капацитет ќе биде различен од респираторниот капацитет на спортист од 2 метри. Значи, понатаму возраст исто така влијае во падот, во намалувањето на функцијата на белите дробови и падот на капацитетот на белите дробови. Така да практично тоа е првата мерка која што ја преземаме за да го немаме тој бајас или таа грешка. И секако дека со разните параметри кои што ги гледаме во спирометрискиот наод утврдуваме дали е практично проблемот во дишниот пат како обструкција или станува збор за слабост на мускулатурата, градба, анатомски проблеми така натаму, кој што ќе ни прикаже една рестрикција, односно смалување на севкупниот волумен на белите дробови. Значи практично со спирометријата ние правиме разлика помеѓу обструктивно нарушување, значи проблемот е во дишните патишта, во спроводните патишта, во цевките, или рестрикција, проблемот е во ширењето на белите дробови и во функционирањето на белодробниот паренхим. Има бројни болести поврзани со белите дробови. Едно од нив е хроничната обструктивна белодробна болест. За какво заболување се работи? Она што ние пулмолозите многу сакаме и она зашто го обележуваме овој ден на ХОП, кој што практично го обележуваме на 20 ноември секоја година, е да ја подигнеме свесноста за ова заболување. Значи, прво да ги поттикнеме пациентите да реагираат на своите симптоми, понатаму да ги поттикнеме здравствените работници на прецизна дијагностика.
Поради тоа што ова е еден ентитет кој што има многу специфични карактеристики, еден екзактен ентитет, многу пати во клиничката пракса знае да биде помешан значи со други медицински состојби и болести, точно така. Така да практично тоа е целта, еве вака зашто овие денови сме погласни, излегуваме и зборуваме на таа тема, зашто сакаме да ја издвоиме хроничната обструктивна белодробна болест како еден посебен ентитет кој што се карактеризира. Значи тоа е една хетерогена состојба, значи која што ја предизвикуваат многу различни фактори и влијанија, се карактеризира со респираторни симптоми како кашлица, искашлување на искашлок, тешко дишење, визинг, односно свирење во градите. Тие симптоми настануваат поради веќе споменатата обструкција на дишните патишта, која што настанува нели како резултат на оштетување на дишните патишта и како резултат на оштетување на алвеолите. Тоа се оние мали ситни врекички на периферијата на белите дробови кои што ја врзат размената на гасовите. Сега овие симптоми што ги наброевте многу наликуваат на астма. Па која е разликата помеѓу астма и хронична обструктивна белодробна болест, односно ХОП? Имено симптомите кај ХОП се многу специфични. Налекуваат на астма, налекуваат на обичен бронхитис, налекуваат на обична настинка. Значи тоа се многу неспецифични симптоми. Значи, оно што би го кажала за хроничната обструктивна белодробна болест е прво дека симптомите би требало да бидат хронични. Значи, прва работа кога зборуваме за заболувањата, еве јас ќе се задржам на респираторните заболувања, е да ги разликуваме акутните од хроничните. Акутните симптоми кои што траат до 4 недели, кои што може да се должат на common cold, било каква вироза, може да се должат на некакво акутно заболување, акутен бронхитис и така натаму, алергиска симптоматологија. Значи, тие симптоми обично траат до 4 недели. Меѓутоа, кога симптомите ќе траат подолго од 12 недели, има една дефиниција за хроничниот бронхитис, кој што практично означува кашлица. Значи, кашлам и искашлувам повеќе од 3 месеци збирно во последните 2 години. Тоа е веќе хронична состојба. Таа хронична кашлица со искашлување на помала или поголема количина на искашлок веќе е знак дека се работи за хронична состојба. Значи, тоа е едната работа за разликување. Втората работа е можеби постојаноста на симптомите кај хроничната обструктивна белодробна болест и еве кога веќе ја споменавте астмата, бидејќи и двете се, значи ако прашаме нели кои се најчестите хронични белодробни болести, да, тоа се ХОБ-от и тоа е астмата. Меѓутоа, клучната разлика помеѓу нив од аспект на симптоматологија е варијабилноста. Додека астмата е многу варијабилна и променлива и пациентите може да имаат денес нарушена, утре нормална функција, за разлика од тоа, симптоматологијата кај ХОП е постојана. Се опишува дека пациентите со ХОП може да имаат добри денови и лоши денови, меѓутоа никогаш не денови кога се здрави. Значи, тоа е клучната карактеристика на симптоматологијата на ХОП. Симптомите се постојани, може да бидат подобри и полоши, меѓутоа се иреверзибилни и најлошо од се, ако не ги отстраниме причинителите, тие се прогресивни. Значи, пациентот од позицијата во која што ќе го диагностицираме, не можеме да го вратиме назад, можеме само да го спречиме да влошува. А кои се почетните симптоми на болеста? Дали секогаш кашлицата ќе биде првиот симптом? Генерално кашлицата е најчестиот симптом. Покрај кашлицата, значи искашлувањето, овде би ги споменала уште диспнијата, она чувство на недостаток на воздух, чувство на глад за воздух, чувство дека не можат доволно да се издишат. Може да отсуствува кашлицата, а само да има чувство за глад за воздух? Теоретски да. Значи гладот за воздух, заморот, нетолеранцијата кон физички напор. Понатаму знае да се случи градна болка, она типичното свирење во градите и тоа многу карактеристично при издишување. Значи, инспириумот да биде нормален, а издишувањето да биде продолжено и да биде придружено со тој феномен на свирење. Значи, тоа се најчестите симптоми со кои што се манифестира болеста. Колку често се случуваат влошувањата, епизоди на влошување на симптомите кај оваа болест?
Во однос на тоа, пациентите практично се многу во неколку групи ги делиме. Значи, може да имаме пациент со хронична обструктивна болест, кој што има лоша функција, меѓутоа е стабилен и не покажува влошување во текот на многу години, и тие пациенти ние ги нарекуваме неекзацербатори, екзацербација ни е влошување, додека постојат пациенти кои што лежат во болнички услови, малтене секој втор до трет месец, тоа се чести екзацербатори или чести влошувачи, значи тоа се пациенти кои што многу често ја влошуваат состојбата, значи не можеме да кажеме некоја заокружена бројка заради тоа што постојат многу разлики од фенотипот, практично групата, бидејќи веќе споменав, хобот е многу хетерогена група на пациенти, така да овде имаме од неекзацербатори до чести екзацербатори по неколку пати во годината, точно така, чести влошувачи по неколку пати во годината. Да ги разгледаме ризик факторите кои што може да доведат до оваа болест, односно кој се може да заболи од ХОП. На прво место, според некои анализи, е генетиката, потоа пушењето, изложеност на загаден воздух во обкружувањето и на работното место, респираторни инфекции во детството. Јас би започела, докторке, со пушењето. Колкав дел од пациентите со ХОП имаат најнеомилениот дел од разговорот за нашите гледачи. Веројатно голем дел од нив сега не гледаат со цигара во рака. Значи, за пушењето не ни треба многу да зборуваме, значи тој е најутврдениот, најјасно етаблираниот ризик фактор за развој на хронична обструктивна белодробна болест. Статистиките малку се разликуваат во однос на тоа дали се работи за некоја поразвиена, технолошки поразвиена земја или се работи за оние земји со низок и среден раст, значи за малку посиромашните земји. Во развиените земји скоро 80% од случаите на ХОП се должат на пушењето. Другите фактори се професионалната изложеност, загадувањето на воздухот како доминантни и генетските фактори, кои што можам да кажам дека воопшто не се расчистени. Еден и единствен засега јасно утврден генетски фактор за кој што постои терапија, кој што практично можеме да го лекуваме, тоа е дефицитот на алфа-1 антитрипсин, тоа е одредена мутација и во такви случаи хроничната обструктивна белодробна болест се јавува во помлада возраст кај пациентите. И затоа е многу значајно да навреме го детектираме, за да можеме со терапијата која што ќе ја дадеме да ја спречиме прогресијата на болеста. Практично неколку пати сега ќе го повторуваме моментот на навремена детекција. Значи, така стојат работите во богатите земји, да речеме. Меѓутоа, во земјите со низок и среден приход, се повеќе расте бројот на ХОП кај непушачи. Значи да, бројките почнаа со 80%, меѓутоа сега последните објавени податоци објавуваат дека во земјите особено со низок раст, во најсиромашните земји, скоро 50% од пациентите со ХОП не се пушачи. Овде најмногу се обвинуваат горењето на биомаса, значи домакинствата во кои што се согоруваат органски отпадоци, а кои што не се соодветно проветрени, значи да започнеме од субсахарска Африка, нели, кои што се готви на оние огништа, па до кај нас кои што гориме, за жал, нели, за огрев користиме разни органски материи. Значи, горењето на биомаса е еден од најзначајните ризик фактори во овие земји во развој. Професионалната изложеност останува, значи скоро 20% од пациентите со ХОП имаат професионална експозиција. И секако и овде пушењето останува како најдоминантен ризик фактор, но се повеќе расте бројот на пациенти со ХОП поради загадување на воздухот, како загадувањето на внатрешниот воздух, значи индор, така и главно надворешната полуција, за која што исто така доста слушаме деновиве. За жал. За жал. Уште неколку прашања во однос на пушењето. Знаеме дека и пасивните пушачи спаѓаат во оваа категорија на ризик. Но што е со електронските цигари, употребата на електронските цигари и вејпот, кои што се сметаат за некоја подобра алтернатива на цигарите со тутун? Нашите препораки се јасни, значи тоа е заблуда. Имено, секој тип на пушење, first hand smoke, значи пушачите. Значи нема помалку штетна алтернатива? Апсолутно не. Пушачите, пасивните пушачи, мајките кои што пушат
и уште од почеток, и можеби за тоа можеби да зборнеме малку подоцна и да се надоврзиме за ризик факторите, значи мајките, бремените мајки кои што пушат, мајките кои што пушат во присуство на своите мали деца. Тоа е значи многу значајно. Така, а вејпот, електронски цигари? Значи, пушењето на вейп, на електронски цигари, пушењето на марихуана, пушењето на луле и така натаму, значи сите видови... Се ги пури, се апсолутно, значи пурите се исто така, нели, без филтер. Значи, сите изговори од типот на не вовлекуваме, користиме филтри и така натаму, значи, evidence-based медицината во овој момент кажува дека сите видови на пушење представуваат ризик фактор за развој на хронична обструктивна белодробна болест и на многу други коморбидни состојби, зашто штетните честички кои што ќе влезат во кревотокот после не предиспонираат за кардиоваскуларни заболувања и така натаму. Значи не е само респираторните заболувања, белите дробови се првата линија на одбрана. Точно така. Меѓутоа после тоа последуваат уште многу заболувања, значи безбедна алтернатива за консумирање на тутун не постои. А што е со респираторните инфекции што се явуваат во детството? Што може да создаде проблем за во иднина да се развие ХОБ? Значи, ХОБот е интеракција, така? Генетиката, веќе ја споменав, и влијанието на штетните фактори од околината. Тоа влијание на штетните фактори започнува уште додека индивидуата е фетус. Значи, уште во периодот на развој на фетусот, нели некаде четвртата недела веќе почнува развојот на белите дробови. Белите дробови не престануваат да растат кога личноста ќе се роди. Значи, тие се растат некаде до 20-тата година од животот и имаат едно плато, значи се возрастни и здрави до 40-тата година и после 40-тата година почнуваат да стареат. Тоа е нивниот животен тек. Кај некого побрз, значи индивидуално, кај некого побавен. Значи, сите фактори кои што влијаат во сите етапи од овој развој на белите дробови практично се многу значајни. Прво, уште во фетална возраст, додека, нели, за време на фетусот, внесувањето на штетни честички, значи пушење на мајката, изложеност на мајката на штетни влијанија, влијае на фетусот на тој начин што белиот дроб не се го достигнува својот предвиден максимум. Значи, не може да порасне и да созрее колку што му е предвидено, а тоа го прави после во постара возраст помалку квалитетен како орган. Малку вулгаризирано, меѓутоа тоа се фактите. Значи, понатаму во детска возраст многу влијаат, да, респираторните инфекции ги споменавте, и условите во кои што растат и се развиваат тие деца. Значи, чести инфекции, особено чести долно-респираторни инфекции, пневмонии, инфекции со псевдомонас и така натаму, многу влијаат на забавување на растот и на помал квалитет на белодробното ткиво. Туберкулоза, исто така во детска возраст, влијае на намалување. Меѓутоа, освен инфектите, влијаат и условите на живот, од типот на живење во пренаселени простории, во несоодветно проветрени простории. Нутрицијата, исхраната многу влијае. Затоа се смета дека индивидуите од понизок социјален статус имаат повисок ризик од развој на ХОБ, точно поради овие фактори, поради квалитетот на храната и поради квалитетот на воздухот, како и поради зголемениот ризик од инфекции. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна и ве покануваме да се јавите на телефонскиот број на телевизија Телма, што испишан на екранот, и да поставите прашање поврзано со денешната тема, а тоа се болестите на белите дробови со посебен акцент на хроничната обструктивна белодробна болест. Веќе споменавте дека во дијагностицирањето на функцијата на белодробието многу важен инструмент е спирометријата. Дали е тоа златен стандард при дијагностиката на ХОБ? Всушност да. Значи, за да поставиме дијагноза ХОБ, и она што го кажав, за да го издвоиме како посебна состојба, како посебен ентитет, бидејќи има посебен тераписки пристап, значи, ние мораме да исполниме пациентот. Мора да исполни јасни критериуми, значи, ние имаме водичи, глобални водичи, кои што ни ги даваат Европското и Американското респираторно здружение. Секоја година се апдейтираат на основа на новодобиените докази во текот на годината. И тука ни се јасно дефинирани параметрите, односно критериумите за да се постави дијагноза на ХОБ. Така да
после првиот чекор, а тоа е типичната симптоматологија, препораките велат, значи секој пациент кој што ја има типичната симптоматологија треба да бидат спирометриски тестирани. Значи во однос на тие параметри кои што ги има во спирометрискиот наод, постојат одредени параметри кои што ни кажуваат да, овде се работи за ХОП или не, овде можеме да исклучиме хронична обструктивна белодробна болест. Сега не е се така едноставно, заради тоа што не секогаш спирометријата од прв пат е квалитетна, понекогаш бара повторувани спирометрии, понекогаш наодите бараат дополнителни функционални испитувања, бидејќи да кажеме основната спирометрија само една од методите на испитување на белодробната функција. Овде постојат дополнителни методи како што се дифузија, како што се телесна плетизмографија и така натаму, значи тоа се функционални методи со кои што ние на клиниката располагаме, кои што ја дополнуваат спирометријата, меѓутоа функцијата на белите дробови и тие одредени функционални параметри ни се практично неопходни за да можеме да ја потврдиме дијагнозата ХОП. Неопходно ли е да се прошират дишните патишта при тестирањето? Да, генерално, одлично сте се спремиле, значи да. Бидејќи сакаме да имаме резултат кој што ќе ја покаже оптималната состојба на пациентот во моментот, значи тестирањето за хронична обструктивна белодробна болест, функционалното треба да биде после претходно давање на бронходилататор. Бронходилататори се лекови кои што ги шират дишните патишта. Нели кај ХОП практично внесените штетни честички предизвикуваат хронично воспаление. Тоа хронично воспаление предизвикува хипертрофија на слузницата, оток внатре, зголемено создавање на секрет, понатаму хиперплазија на мускулатурата. Мускулатурата се задебелува, на крај настанува и фиброза, трајно оштетување и практично сите тие фактори го стеснуваат дишниот пат. Затоа сакаме резултат кој што ќе биде добиен при бронходилатација за да утврдиме која е фактичката состојба кај пациентот. Имаме гледачи, им дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Пред се убав ден. И на вас ви посакувам се најубаво. Поздрав до докторката. Ми сакала едно прашање. Живееме во време каде што воздухот е презагаден и се спомнува нели да се преветри куќата. Дали во овие моменти кога загадено е се надвор, би требало да правиме проветрување на домот, така. Еле советот докторка така. Ова е убаво прашање, ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, многу ви благодарам и многу практично прашање. Овде е да се одбере од двете зла. Значи, проветрување на воздухот во услови кога имаме ние максимално загадување во црвена зона не е препорачливо. Затоа се препорачува практично користењето таму кај што може да се дозволи на прочистувачите на воздух, кои што би ја замениле таа улога заради тоа што престојување во затворена просторија подолг период доведува до зголемување на влажноста, а тоа поттикнува развој на патогени во воздухот, понатаму зголемување нели на индор полушен, на внатрешното загадување со штетни честички во домашни услови. Значи тоа се разни материи кои што се ослободуваат почнувајќи од средствата за чистење, од грејните тела и така натаму, па нели и од самите индивидуи. А многу и суша талишта во домовите, докторке, точно така, значи имаме бројни загадувачи во внатрешни услови и затоа прочистувањето на внатрешниот простор е неопходен. Меѓутоа е многу неправедно да треба индивидуата да одбере помеѓу загаден внатрешен или загаден надворешен воздух. И не постои некој што може да ја даде таа препорака, затоа во вакви случаи препорачуваме користење на прочистувачите на воздух, чии што филтри сепак во значителен степен ги намалуваат сите овие штетни честички во воздухот. И исто така намалувачи дехумидифаер, значи намалувачи на влагата, кои што ќе намалат влагата во животниот простор. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Виолета, се гледам на телевизија, значи малце може би ќе излезам надвор од оваа тема, но се работи за проблемот астма. Значи, моето прашање се однесува на тоа дали е возможна вакцинација во помош на справување со потешкотиите кои што ми се јавуваат во почетокот од септември до скоро крајот на април или мај. Значи, дали е возможна воопшто вакцинација за спречување на тие тегови? Јас користам во континуитет
терапија која што е за астмата, но бидејќи имам тежина која што е во градите, имам градна тежина, имам тежина со дишењето, значи дали може нешто тоа да се направи? Така, претпоставам прашувате за вакцина за грип, за пневмококна вакцина? Мислам Не, дека а знам има зашто нешто праша. друго. Добро, ви благодарам за вклучувањето. благодарам. Повелете, докторке. Благодарам. Мислам дека она за кое што зборува пациентката е десензибилизација, која што народски всушност да е позната како вакцина за астма. Значи, десензибилизација или специфична имунотерапија е давање на алергенот субкутано или Тој што под предизвика- што го јазик, алергенот што точно предизвикува така, кај проблем. лица кои што се алергични на одредени алергени. Десензибилизацијата подразбира давање на алергенот, дали Добра. субкутано, дали подјазично во форма на таблети, моментално во тие две форми ги има. Во нашата земја засега се достапни само субкутаните облици. Значи, се дава во растечки концентрации алергенот со цел да се постигне имуна толеранција, да го предизвикаме имуниот систем да се навикне и да не реагира повеќе на дадениот алерген. Значи, специфичната имунотерапија е достапна кај нас, е достапна во субкутана форма, меѓутоа за тоа прво е потребно да се направат значи алерготестирања, да се утврди во кој степен е изразена таа алергија, на кои алергени се однесува, и треба да се направат функционалните белодробни тестови заради тоа што алергијата како состојба може да постои кај пациентката. Меѓутоа, една од најчестите манифестации на алергијата е астмата. Значи, ние мораме да утврдиме дали има клиничко постоење на астма, во кој случај покрај имунотерапијата ние би ја лекувале астмата дополнително со инхалаторни лекови. Значи, главниот лек во терапијата на астмата се инхалаторните кортикостероиди, додека главниот лек кај ХОП се бронходилататорите. Затоа толку инсистираме на диференцијално разграничување на овие двете состојби, да. Така да кај пациентката препорачувам во периодот кога почнуваат симптомите да се јави на преглед, да направиме спирометриски тестирања, да направиме сликање на белите дробови и по потреба други анализи со кои што би утврдиле дали постои астма, дали постои алергија, потоа ќе бидат понудени нели сите тераписки опции кои се на располагање. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Јас имам... Да, вие сте во програма, одлично ве слушаме, повелете. Го очекуваме вашето прашање. Благодарам на отстапеното место, време. Имам ХОП. Така. За време примам значи спирометри се е потврдена дијагноза. Примам Фостер и Спирива и други лекови што треба. За време на короната добив пулмоемболија. Значи 4 години, еве направив последни 4 години контрола, сега се е добро во ред. Али едно прашање, бидејќи докторката е пулмолог, не ми текна последниот пат да прашам дали исправно правам. Одам на море, а примам и синдром по шема, бидејќи и генетски предиспозиции имам. Така. Дали е правилно што одам на море или не треба да одам? Така, Јас одам ради ви благодарам хобот, за вклучувањето во програма. Што советувате? Значи, Обично се советува морски воздух за здравје на белите дробови. Да, Дали тоа е така кај сите? Така е, морскиот воздух е одличен за здравјето на белите дробови, пливањето е одлично за одржување на кондицијата на пациентот, која што ја препорачуваме кај пациентите со ХОП. Така да јас од ова што ми го кажавте, не гледам никаква причина да не одите на море, да одите, да се уживате, да се одржувате активно. Тоа е многу значајно кога имате хронична болест. Слушнав дека склоноста кон тромбоза која што ја имате ја лекувате со соодветна терапија, така да одењето на море всушност е и препорачливо во вашата состојба. Постои ли специфична терапија за ХОП која што би можела трајно да го реши проблемот? Како што веќе спомена во воведот, Ако е генетски проблемот, тогаш? Значи, Постои ли? излекување кај ХОП не сме постигнале се уште. Значи, состојбата кај ХОП можеме да ја стабилизираме. Добре. Значи, имаме цел да ги смириме симптомите и имаме за цел да ја спречиме прогресијата на болеста. Значи, оштетувањето што настанало не може да се повреди?
Белите дробови не се орган кој што лесно се регенерира. Значи, лесно воспаление, да, може да се смири воспалението и да се врати функцијата на белите дробови, но тешки оштетувања, кај потешки форми на ХОП, кои што настанале како резултат на долгогодишно изложување на штетни нокси од околината, кај што настанало веќе последици од воспалението, фиброза, трајни промени, тој тип на воспаление или тој тип на штета не можеме да ја вратиме назад. Значи, затоа им пристапуваме на овие пациенти на начин кај што прво, што советуваме кога ќе диагностицираме ХОП, е отстранувањето на штетните ризик фактори, а потоа пристапуваме кон лекување. Лекувањето е главно симптоматско, зборувам за медикаментозното лекување, бидејќи имаме ние една особина генерално, нели, кога ќе зборуваме за лекување, зборуваме за лекови. Не. Значи, третманот треба да биде фармаколошки и во многу поголем процент ни е важен нефармаколошкиот третман, одењето на море или која и да е препораката за соодветната состојба. Откажувањето на цигарите, очигледно, на прво место. На прво место. Тоа е најтежок чекор за повеќето пациенти или се откажуваат? Многу лесно се откажува од пушење, не знаете? Пациент вели, јас сум го направил тоа многу пати до сега. Но има многу лица со ХОП кои што... Тоа е најлесно, денес да се откажам, од утре повторно да почнам да пушам. Да. Никотинската зависност, тоа е тема за сосем нова емисија, мислам нема да завлегуваме тука, меѓутоа зависноста од пушење цигари е сериозна зависност. Треба да постои еден целосен пристап, значи тие пациенти треба да имаат и медикаментозна терапија која што ќе помогне да го премостат процесот на физичка зависност од никотинот, а понатаму треба да имаат една ментална поддршка како од лекарите, така од семејството, така и од пошироката средина. Значи тоа е еден многу комплициран процес на кој што нашето општество му должи да му се посвети малку повеќе. Заради тоа што ние во моментот имаме многу флексибилна политика во однос на пушењето, значи имаме голема достапност, немаме програми развиени во кои што би можеле да ги вклучиме пациентите, така да јас милувам да им кажам на моите пациенти, ве разбирам. Мене ми е многу лесно, имате ХОП, да престанете со пушење и да ја користите терапијата. Меѓутоа, тоа е најтешкиот чекор, да се престане со пушење, затоа би апелирала дека начини има. Ние имаме програма, имаме група на доктори кои што беа на обука, имавме соработка со Хенри Форд болницата, значи, имаме да кажам еден водич за откажување од зависноста од тутун, така да можеме да асистираме, можеме да помогнеме во водењето низ тој процес, обезбедувањето на поддршка стручна, можеме да помогнеме и во обезбедувањето на лекови кои што би го овозможиле тоа. Ако палат само по една цигара во текот на денот? Па да почнеме со прво од 40 да ги намалиме на 5, а потоа таа една лесно. Значи треба да си има реални очекувања како да оди откажувањето. Да. И од таа една треба да има ќе се откажеме, да. Ние имаме сериозни пушачи, имаме пациенти кои што пушат по 3, по 4 кутии во текот на денот, така да реално кај нив нема ни мотив. Нема желба, значи првото што треба да го постигнеме е да ги мотивираме пациентите да се откажат, па да им понудиме начин како да го постигнат тоа. Тоа се обидуваме да го правиме низ нашата... Така, ќе се откажам од утре престанувам и така тоа да трае со години и месеци. Кај ретки случаи успева да излезат, да ја фрлат кутијата со цигари надвор и да завршат тука, ама тоа е навистина реткост. Значи повеќе е еден процес во кој што треба сите да им помогнеме. Имаме многу малку време, а очекува уште еден гледач да се вклучи во програма, затоа ќе го замолам што по-конкретно да го постави прашањето. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Ве слушаме одлично, повелете. Се јавуваме од Охрид. Така. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Сум 33 годишен. Имам направено многу анализи и не знам на што сум. Сега Бргубев Скопје кај доктор Јордан Минов. Користам Фостер и амонофилин ми даде по пола. Ама од амонофилинот, да ми објасни докторкава, не ме примет, имам како тресење на рациве и многу се потам. Така. Имам направено многу испитувања, алергичен не сум, кивам, солди, очи, имате подпрашање само? Не. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете.
Еве, ќе се обидам и јас да бидам кратка во одговорот. Значи, хобот се смета за болест на постари лица, 40 плюс години, додека појавата на хоб на помлада возраст би требало да ни го да иницира дополнителни испитувања од типот на генетски анализи, така е, и прележани бронхиолити во детска возраст, при што би било оштетено белодробието, или диференцијална диагноза со астма. Бидејќи гледачот веќе ги направил дадените испитувања, астма е исклучена, значи она што јас би го советувала е дека треба да се јави да направиме дефицит на алфа-1 антитрипсин и уште неколку дополнителни анализи кои што треба да се направат кај помлади пациенти со хоб. Во однос на терапијата и на тресењето што го чувствува, да, аминофилинот теофилински препарат и точно според механизмот на дејство ги има тие несакани ефекти и тој кај хобот не е лекот прв избор. Значи, тој дури како дополнителен бронходилататор, кога е веќе дадена целата можна терапија, така да всушност, ако имате несакани ефекти, намалете или прекинете дозата на лекот и побарајте помош, бидејќи постојат други дополнителни инхалаторни лекови кои што може да се дадат. Инхалаторите ги сакаме бидејќи делуваат на местото кај што се потребни и имаат многу малку несакани ефекти. Споменавте дека клучно е да се направи промена на животниот стил кај пациентите со хоб. Можат ли да помогнат вежбите за дишење? Генерално промена на животниот стил со вежби на дишење, да. Pursed breathing, на дишење со напучени усни, респираторна физикална терапија, диафрагмално дишење. Постојат неколку техники на дишење кои што тие ги учат во текот на физикалната терапија за респираторен систем. Понатаму јакнење на мускулатурата, бидејќи во одредена фаза, кога влегуваат во потешка форма на болеста, тие почнуваат да ја користат помошната дишна мускулатура. Значи, потребна е силна мускулатура, посебно во горниот дел на телото. Физичка активност. Значи, и покрај тоа што се задишуваат? Физичка активност? Значи, физичка активност. Не да ве прашуваме дали излегувате од дома, туку да ве прашуваме по колку километри на ден поминувате. Така. Значи, промена на животниот стил од аспект на прекин на ризик фактори, редовно користење на терапија, да. Храната, исхраната, нутриција, бидејќи кај тешките форми на хоб веќе се јавува слабост, кахексија, тоа се јавува анемија. Значи, сето тоа доаѓа во склоп на хроничната болест. Значи, соодветна исхрана, многу физичка активност, вклучувајќи респираторна, вежби за дишење, меѓутоа и одржување на кондицијата и одржување на добрата функционалност на целиот мускулоскелетен систем. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам и на вас за можноста да проговориме на оваа тема. Почитувани асистент доктор Ангела Дебрашлиовска, пулмоалерголог од Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија, беше нашата денешна гостинка во Телма амбуланта. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте и гледајте на секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. До гледање.